Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашата екипа веќе ја чувствуваме празничната атмосфера. Значи, сите сме насмеани, радосни, со среќа да си испратиме старата, да ја дочекаме и новата година. Значи, ова е месецот на прославувањата, месецот каде што ќе најдеме повеќе време за семејството, за блиските и така натаму. Се разбира, секој наше собирање треба да има нешто на трапезата. Токму затоа, во очи на новата година, на дочекот на нашиот бадник Божик, сакам да ви направам еден божикен традиционален колач. Значи, се прави многу лесно, многу брзо, а токму мирисот на овој колач кога ќе го печете, ќе ве потсети на нешто убаво, мирисот на среќа и на радост, на заедништво со семејството. За да го направите овој божикен колач, вас ќе ви требат 250 грама топло млеко, една коцка квасец растворен, 100 грама шекер, 1 прстов сол, 250 грама обарено суво грозје. Минутка да врие, ја истурате, процедувате водата за да омекне зрното. 500 грама брашно, ќе ни треба една кора од еден рендан лимон, кора од еден рендан портокал, ќе ни треба ванилин шекер, ќе ни треба една ракиџиска чашка, 0,5, значи 0,5 рум, сок од еден лимон, сок од еден портокал, реков 100 грама шекер и 150 грама растопен маргарин. И ќе ни треба малку масло за тепсијата. Сега најпрвин што правам? Ќе го ставам квасецот со млекото. Значи, ќе го замесам тестото. Ете така. Го ставаме тука шекерот, 100 грама шекер и еден ванилин шекер има во овој шекер, еден прстов сол, така. Сега ќе го ставам брашното. Не цело. Така. Ќе го ставам растопениот путер или маргарин, 150 грама. Така. Ќе ставам сок од еден портокал. Кора од лимон, кора од портокал, малку рум, сега сок од еден лимон, и лимон и портокал. Значи, колку има во еден портокал, колку има сок во еден лимон, тоа ќе го ставите. Сувото грозје ќе му го додадеме кога ќе надојде тестото за замесување, после за размес на тестото. Тогаш ќе го додадеме.
Сега го додавам и остатокот од брашното, но секогаш имајте си настрана околу 100-150 грама, што ќе биде резерва. Значи сега не морате да го месите тестото, може и поретко да биде, битно е да надојде со квасецот. Треба да формираме средно меко тесто. После кога ќе размесиме. Значи сега може да биде и во ваква состојба. Да го месите со рака. Сега уште сум со лажицата. Така. Нема да се залепи за раката, затоа што имаме маргарин внатре. Така. Така нежно. Значи, работите со тестото нежно. Нежно. Уште малку ќе ми треба брашно. Така. И мислам дека ќе го оставиме сега 1 час, треба да надојде. Вака. Само да го подкуткуваме, да го превртиме неколку пати. Не треба воопшто да се стиска. Еве го. Оно веќе и си се формира тестото, но нема да го извадам од садот, затоа што добро е и овде. Ете, гледате вие како убаво се формираше тестото. Треба да го оставиме на топло, покрај печката, покрај парното. Ако имате ќумбе, покрај ќумбето. Така. Значи, налемо надесно, неколку пати. И веќе тоа ќе си се прави самото. Ете така, добро е. Сега ќе го покријам со најлон кеса со крпи да го стоплам тестото и по 1 час од како ќе надојде ќе продолжиме со постапката. А ви останете со нас да видите што понатаму ќе правиме. Ќе го намастам малку за да не ми фати кора. Одлично. Се гледаме за 1 час. Еве го, драги мои, тестото. Погледнете какво убаво тесто, видете. Прекрасно нешто. Сега го вадам веќе на трпезата. Наросувам брашно и видете го. Значи, од присуството на маргаринот или путерот, значи, што и да имате, ставете, гледајте. Значи, вака, и се треба лефтерно да се фаќа. Сега го додавам сувото грозје. Значи, да навлезе секаде во тестото.
Можете да ставите и друго суво овошје, можете и сечкани кајси да ставите, меѓутоа ова е најстариот рецепт, пошто во тоа време имале само суво грозје. Тоа што произведувале, тоа имале. Така. И сега ова треба убаво да го размесам. Убавина. Пак е наросам брашно и ќе го измесам. Исто така, многу лефтерно. Од едната страна, од другата. Ова има да биде убавина. И уште еднаш ќе треба да ми стаса. Така. Како убаво мириса на кората од портокал и на лимон. Леле, убавина. Убавина. Ете, толку му е доволно. Ке имате еден правоаголен сад за печење, кој што се намастува со масло. Така. И малку брашненце. Така. И сега тестото ќе го ставам натре. Така, да легне во тепсијата. И ќе го распределам. Така. Сега ќе го премачкам со масло. Да го налакирам. И ќе го оставиме 30 на минути уште да одмори тестото. Рерната ќе ја пуштите на 180 и ќе се пече на 180 степени околу 45-50 минути. А кога ќе го извадите од рерната, ќе се излади и ќе му ставиме прав шекер од озгора и потоа на трпезата и ќе го пробаме. Еве, подготвено за печење. Еве, драги мои, како ни се испече божикниот ролат или колач. Навистина ме потсетува на оние кои годиме во Австрија, во Германија, што ги продаваат. Ги има и тука по нашите маркети. Еве, јас ќе го пресечам. Леле, како мириса. Значи, можете по вкус да си додадете. И орев, бадем, желе бомбони. Ау, поглед, леле како мириса. Како мириса. Еве, јас сега ќе си пресечам едно парче и го пробувам. И од тука и на сите вработени и на сите наши. Охо, уште е топло, уште ни е топло. Леле. Еве го, леле.
Не стасавме дури ни да го изладиме. Погледнете како убаво изгледа. Вистински божикен колач. Сега може да дојде новата година и да уживаме во празниците што ни предстојат. Направете го овој колач. Знаете ли кое уживање ова? Пуштете си еден добар филм и верувам дека нема да остане ни до празникот. Прекрасно. Како е меков натре, душичка. И вкусот од портокалот, од лимонот, од друмото, се чуде има направено. Драги мои, чекајте не до следната емисија Вкусот на традицијата со нов рецепт на денот и да се одјавиме, тоа е се за денеска. И како велат, немате право да барате безусловна љубов. Кога со себе во торбата носите милион услови. Довидување, се гледаме!